Значи и ова година нашето училиште спреми една нова представа. Тоа е представата Дали да платам, не сакам да платам, нема да платам, од италијанскиот комедиограф Дарио Фо. И ова година во режија на Кире Георгиев. Во представата учествуваат Софија Андонова, Ивана Ковачева, Елена Трајкова, Блаже Јанев и Перо Илев. Зборува за учесниците, актерите некои се нови, за прв пат играт улога, некои така, значи, ова години. година се обновува нашето драмско ателие со нови актери, со нови глумци, со нови влюбеници на театарската уметност, ученици од прва година, на наше задоволство, се надеваме на нивно задоволство, дека и успешно ќе се работуваме и ќе остваруваме нови представи секоја наредна година. Како се снајдува учениците? Па како за почеток, навистина добро, задоволно сум од нив. Сестрано се предадува на представата, на режисерот и на овој нов проект, кој се надевам дека ќе остави впечаток на публиката, како изминатите представи, така и ова представа ќе биде добро прифатена од публиката. Ги поканувам сите заинтересирани во недела во 17:30 да дојдат. Во 19:30 да дојдат на нашата. Господине Георгиев, еве 6-та година поред, 6-та представа со работка со драмското ателие при Средното општинско училиште Димитар Влахов во Струмица. Зборува за овој нов проект кој годинава, односно еве веќе во недела е премиерата на представата. 6-та одговорност за многу убави моменти кои ги поминувам во ова драмско ателие. Првичната представа која беше една провокација, ако сега сублимираме еден циклус на работа со Димитар Влахов, кога директорот ме покани, беше Бранислав Нушич на Жалена фамилија. Тоа беше еден провокативен текст, како што е позната на општата јавност, од комедиографски жанр, а во едни преградки на критика на општеството. Годинашниот проект е од еден изворенен автор, италијански автор Дарио Фо, комедиограф. Всушност тоа е глумец, режисер, нобеловец од 1997 година. Еден автор кој се занимава со своји пишани текстови, 40 драмски дела и повеќе од 80 режии направено и не знам колку играни улоги во представата. Неслучајно ја спомнав Нушикевата на Жалена фамилија, кога ова година директорот на институцијата заедно со менторот на представата Кире, ако се сеќаваме добро, ова драмско ателие направи изворедни представи со Стаклена менаџерија Тенеси Вилјамс, Малограѓанска свадба, Свадбата на Мара, Бертол Брехт, Алдо Николај Стюардеси или Боинг. Тоа беа представи која сметам дека не само училиштето, него градот Струмица покажа дека има толку таленти ова средно училиште да е за показ во државата. Всушност и двете гостувања лани и преклани на меѓународни фестивали, а конкретно Дарио Фо обработува теми од секојдневните збиднувања во општеството. Еден одличен, би рекол, познавач кој ја критикува буквално секоја власт и во секое време. Тоа беше одговорноста која прво ми беше предизвик кога Димитар Георгиев ме покани и ова година, следователно да повториме, и тука се случи, како што кажа менторот, една смена на генерации. Повеќе генерации, знаеме, отидоа на Академијата за драмски уметности во Бугарија и во Скопје, и сега тоа е огромната одговорност, како што почнав на почетокот да ви кажам, дека тоа обновување покажува дека квалитетот на представите кои ги работевме во овој процес, еден циклус, јас би рекол, од одбрани дела на драматурзи, се заокружува со еден актуелен момент. Таа одговорност, ја повторувам, е страшна. Сега јас со нетрпение очекувам како нашата публика во недела ќе ја проследи премиерната изведба. Тоа е многу одговорно кога се работи на такви текстови, поготово со една младост која допрва ќе го понесе теретот на општеството. И сметам дека секога сме се однесувале со ова драмско ателие така одговорно да
биде представата и еден вид едукативен карактер во процесот на наградба на личноста. Всушност тоа и се покажа досега. Јас сум задоволен и ги охрабрувам, поготово управата, овој примат кој го носи ова драмско ателје во државата да продолжи така. Затоа што светот, театарот, представата, штиците кои живот значат секогаш се подстрек за творби. Било во кој домен да биде. А поготово кога работиме во таква животна форма на представување на актуелната општествена ситуација. Јас сум Софија Антонова и оваа година ми е по втор пат што учествувам во ова драмско ателје. Во представата играм главната улога Антонија. Таа сушност представува една жена од секојдневниот живот што се соочува со проблемите, секојдневно плаќање на сметки, нема доволно употреба за секојдневниот живот. Минатата година спомената представа и ова година сега разликата од првото искуство и веќе по втор пат. Да, значи имам искуство и подобро. Послободна ли беше година во пробите? Да. Јас сум Трајкова Елена. Во представата ја играм улогата на госпоѓата полицајка. Таа всушност се представува власта, треба да воведе ред и мир меѓу народот. Ова ми е прва година како учествувам во драмското ателје при СОУ Димитар Влахов Струмица. Искуството беше доста големо, да се работи со Кире Георгиев и професорката Олгица. Едно големо искуство. Се надевам соработката ќе ја продолжиме и наредните години. Што те натера да влезеш во тие води во актерството? Па, љубовта кон театарот пред се. Обожавам да глумам, да гледам некои представи. Има желба да понатаму да одиш во тие води? Па, секако имам желба, меѓутоа ќе видиме сега нели што ќе се случи за понатаму. Образовниот процес кој се одвива во нашето училиште на можен најдобар начин, успеавме последните 6 години да го афирмираме училиштето и на полето на културата. А сето тоа благодарение на режисерот Кире Георгиев и нашиот ментор, професорот Олгица Хаджиева. Несебично работат 6 години една за друга, по една представа, каде што бевме афирмирани из целата република, бевме во повеќе градови гостини, а исто така минатата година бевме во соседна Србија, каде што го освоивме првото место за режија. Претходната година бевме во Тополовград и таму бевме пофалени. Тоа значи дека продолжуваме понатаму, да вадиме кадар во драмските уметности во Скопје, каде што секоја година барем по еден ученик запишуваме.